Следите интервју на Макфакс. Разговараме со бизнисменот, поранешен градоначалник на град Скопје и човек кој повремено влетува и излегува од политиката, господинот Трифун Костовски. Добро вечер. Добро вечер, господине Костовски. Благодарам што прифативте поканата за интервјуто. Имаме повеќе теми за разговор, политички, економски, општествени. Јас на почеток би сакала малку повеќе околу политичкиве. Ете, актуелни се локалните избори, завршија 6-тите локални избори. Така, вие бевте градоначалник на град Скопје и по 8 години добиваме нов градоначалник на местото на Коце Трајановски, кој практично ве замени вас. Сега нели е Петре Шилегов, уште во првиот круг победи. Има многу најавени проекти за градот од аспект најмногу колку што гледаме од програмата и од ветувањата, од аспект на загадувањето. Најавена е гасификација на град Скопје, повеќе инфраструктурни проекти. Како вие гледате на сето ова од денешен аспект? Па прво сакам да ми честитам изборот на сите градоначалници во Република Македонија, кој прв пат се нафаќа со таа жешка фотелја. За мене е многу жешка, бидејќи покрај привилегијата што дава тоа да бидете прв човек во општината, човек кој што има доблесни работи треба да има обврска према таа функција. Сакам да им порачам една работа на сите градоначалници без разлика од чија провениенција доаѓаат, да бидат навистина посветени на својата работа. Партијата е само нивнијата одскочна даска. Тие се избрани од граѓаните и треба да им служат на граѓаните. Јас бев градоначалник 4 години. Сакам во оваа прилика да му честитам на господинот Шилегов за неговиот избор на градоначалник. И ако очекувате дека јас очекувам брзо Шилегов да испорача резултати, се лажете. Градоначалник функција е функција во кој што човек кој што е стамен, треба прво да испита севкупната ситуација што наследува. И главната работа во неговите идни проекти што треба да бидат е детерминирано од неговите финансиски можности. Градот, нажалост, скупно, цела Македонија, не располага со такви големи финансиски средства за реализација на сите проекти кои што беа најавувани од сите, дали од опозиција, дали од позиција кандидати за градоначалници, бидејќи објективно тоа е нереално. Ја чита програмата на господин Шилегов, мене ми се допаѓа, меѓутоа тоа е убава програма напишана на хартија. Дозволете, од ова место, јас сакам да му помогнам господин Шилегов, бидејќи сакам да биде градоначалник на сите граѓани во град Скопје. Да не биде партиски послушник, бидејќи Коце Трајановски ќе биде запаметен, барем по мене, може би греша. Како човек кој што служеше на една личност, на господинот Никола Груевски. Вистински градоначалник на град Скопје не беше Коце Трајановски, он беше де јуре, али де факто беше Никола Груевски. Човек кој што буквално му ги осмислуваше сите проекти со кои што требаше да се занимава градот. Му порачувам на господинот Шилегов. Заев е неговиот председател. Меѓутоа Заев исто така ја знае комплетно, логистиката и функционалноста на локалната самоуправа. Да се посвети исклучиво на потребите на граѓаните на град Скопје. Нема да му замерам ништо доколку не оствари од некој проект. Меѓутоа, да таа работа ја обавува често и поштовно. Стојам на располагање да ја пофика на едно кафе, бидејќи искуството од 4 години мене ме изградило во личност во кој што ги знам проблемите на Скопје, кои што и ден денеска се во истата тежина, дури многу посилно го навасуваат градот. Затоа од тој аспект сметам дека треба да се даде подршка на новите луѓе, треба да им се осветли патот, меѓутоа да имат јасна визија. Визијата дека они се должни да отчетот да го дадат пред секој обичен граѓанин, независно дали гласал за него или не гласал за него. Да ги заборават сите оние политички и партиски приводи кон владењето во тој свет. И тоа отприлика би била една моја снажна порака до сите градоначалници. Така, добро, сега почнавме за град Скопје, бидејќи нели имате искуство, споменавте и самиот дека се нудите практично доколку може да помогнете на актуелниот градоначалник, велите дека може да му се простат, да кажам, некои проекти ако не ги реализира, не знам дали граѓаните ќе го простат тоа, затоа што има на пример некои големи зафати, колку што можам да гледам од предизборната кампања, значи имаше најавена подземни тунели кај Кале, поврзување со мостови низ градот,
од ништо ново. булевари Подземните Линденска. тунели беа уште од времето на Пенов. Значи, сакам да ви кажам, тоа се прекрасни убави приказки. Сето тоа многу ќе зависи. Тие се сериозни проекти. Вистинските проблеми на Скопје не се надземја. Повеќето од нив се подземја. Тука е гасификацијата, тука е фекалната, атмосферската канализација. Тука се сите инфраструктурни работи, па дури препорачувам на градоначалникот Шилегов денес да се зафати со мощен сериозен проблем кој што можеби највидом од политички аспект нема да му донесе многу поени, али за граѓаните ќе донесе и како големи поени. Да ги испита подземните води како се снабдува изворот Раш. Бидејќи Скопје денеска функционира како милионски град. Верувате, за години, за 10-15 години, градот Скопје ќе нарасне до 1,5 милиона, 2 милиона. Тоа дефинитивно на тој град, во така мал простор, мора да има прекрасна инфраструктура за да може да биде функционален. Фактички, основната базична цел на локалната самоуправа е да го возможи точно тој живот во урбаните, па и во руралните средини, во кои што потребите меѓу урбаните и руралните се сосема различни. Меѓутоа, велам, тоа е посебна тема во кој што ја би сакал да ме покане на едно кафе и со задоволство ќе го упатам за час поскоро да навлезе во вистинските проблеми кои што навистина го тангираат Скопје. Скопје не е во изградби на училишта, детски градинки. Скопје повеќе да ние го сведеме здравиот живот на мојот граѓани. Чистењето на азбестот, кој што се уште во старите објекти е присутен, кој што е присутен во фекалната, во водоводната мрежа, во сите сегменти на нашето живење. Тоа е денеска модерниот свет. Кога говориме модерен свет, тоа говориме Западна Европа, Северна Америка и Канада. Од тој балас се слободија пред повеќе од 40 години. Ние се уште едноставно мижеме пред тој проблем. Да, се сложувам, тоа е огромен проблем. Не е проблемот само да го извадиме азбестот. Туку манипулацијата како тој азбест да не ги заразиме тие луѓе кои ќе го отстрануваат. Понатаму како ќе го транспортираме и дефинитивно кај ќе го складираме, бидејќи истиот тој не сме да дојде во допир со воздух, вода, да не буквално влезе во нашето секојдневие. Тоа е сериозен проект. Ја инсистирам да господинот Шилегов, верувам во неговиот капацитет, да се усмери точно во фундаменталните проекти кои што на градот ќе му овозможат една сигурна и безбедна иднина. Така, имате и некои сознанија околу ова за кое говорите, бидејќи го начнавте како тема околу изворот Рашчен или присуството на старите практично цевки, азбестни? Видете, во моје време, сега, тоа веќе поминато и се веќе цели 8 години. Во моје време јас Мислам, дали имате сознание дека овие 8 години нешто се преземало во таа насока? Јас кога бев градоначалник, ја инсистирав да се направи подземна мапа на сите токови на водата кои го хранат изворот Раш. Тоа беше многу скап проект и едноставно мандатот ме згази. Немав можност да тоа го проложа. Во тоа време во околината на Раш имаше преку 6-7 илјади септички јами. Имајќи го интензитетот на населување. Денеска таа бројка е испод 25-30 илјади септички јами не е. Дефинитивно тие септички јами и тој загаден дел еден ден ќе дојде во допир со тие подземни води кои што хранат изворот Раш. Нема цена кој што човекот нема да плати да има чиста и здрава питка вода или вода, па макар и техничка да биде, за да консумира и да користи во секојдневието. Не треба како за исхрана, така и за нашата хигиена и хигиената во градот. Значи, водата е нешто најсуштенственото кој што мора да се заштити максимално. Тука мора да бидеме безкомпромисни кој прашање како што е воздухот битен дел загадувањето на Скопје. Најголем дел исто Скопје. Загадувањето е процес кој што, верувате ми, нема да се реши со еден, да не кажам, лукративен гест на желба на поставување еден апарат или било како друг апарат за прочистување.
тоа е процес во кој што треба да се прави во еден континуитет на 3-4 мандати за деконтаминација на целиот град Скопје, кој што денеска објективно ние се даваме во нечист воздух, нездрава средина, и тие работи првенствено мора да бидат приоритет на градоначалникот. Така, кога веќе зборуваме за град Скопје, од аспект на морам да го споменам контроверзниот проект Скопје 2014, кој веќе има најави за некакво, ајде да не речам уривање, меѓутоа гледаме дека има најави постојано за дислокација на спомениците како дел од тој проект. Како вие гледате на ова сега, бидејќи сепак е навистина вложено, милионски суми зборуваме дека се вложени во овој проект. Дали има потреба, дали е оправдана? Проектот Скопје 2014 беше буквално измислен проект на поединци кои што сакаат да останат вечно во историјата на градот Скопје на Република Македонија, кој што буквално се ги косеше сите природни законитоци кои што беа наметнати како град Скопје како треба да функционира. Јас не го измислив тоа. Кензо Тангец и Боровски, главните креатори на градот Скопје после земјотресот. И се донесе закон во кој што не сме да се гради на 20 метра минимум од коритото на реката Вардар. Денеска сите тие работи се ставени под земја. Денеска изградено е цело брда на убави, зданија, меѓутоа не знаеме на какви темели се и со што тек ќе се сочуваат тие зданија кои што денеска се буквално во самото корито на реката Вардар. Речиси, сите ветени проекти од страна на сите кандидати за градоначалници во предизборниот период беа во корелација со централната власт, односно зависеа од централната власт. Потребна ли е поголема децентрализација и може ли самостојно да обстојува локалната самоуправа? Апсолутно, прашањето ви е сосема на место. Јас сум многу очекувам дека актуелниот премиер, господин Заев, бидејќи потекнува од локалната самоуправа, во модерниот свет, напредниот свет, се прави голема дистинкција меѓу локална и централна власт. Ова што се случува кај нас е некои неприродни соединувања меѓу централна и локална власт, каде сегдека во развиениот свет се комплетно спротивставени области. Бидејќи децентрализацијата кај нас е запрана на едно ниво на самиот почеток. Верувате ме, во нашето обкружување, во една Албанија, па дури Косово, посилно е направена децентрализацијата во поглед обезбедување на финансиски средства за локалната самоуправа, него во Македонија. Очекувам тука брз развој, тоа ќе биде сигурно дека еден условите кој ќе почнеме да преговараме со Европска унија, дека децентрализацијата мора да добие еден засилен однос. Верувате ми, законот, барем на тоа ниво на кое што е децентрализацијата, не сме локалната власт да зависи од волјата и желбата и парите на централната власт. Добро, но кај нас гледаме дека сите проекти кои беа најавени беа така да гледаме. во централната. Тоа е еден назаден поглед. Локалната власт мора да се организира на таков начин во кој што ќе си ги пушти нозете толку колку што му држи черката. Не може ние да измислуваме проекти во кои што ќе градиме. Па видете вака што ги гледа проективе во сите општини из Македонија. Па тоа ќе ни треба 3 GDP-а годишни во Македонија да тие проекти се реализираат. Затоа, ајде велуме, кампања е. Мада за кампањата има собствено мислење дека ова е најниската кампања која што се водеше посебно во вториот круг на локални избори. Тоа го руши достоинството на човекот, етичката и она чистина морална човечка руши со такви памфлети кои што ги најавува и двете спротивставени партии. Тоа не служи на чест никому, а понајмалце на партиите и на власт и на опозиција. Тоа е ниско дно. Затоа сакам да кажам, децентрализацијата мора да час поскоро стартува. Јас сум бил градоначалник, знам што по вокација западниот свет го практикува. Персонален данок, кој што вие го плаќате, и сите ние го плаќаме. По вокација тоа е локален пари кои што треба локалната власт да ги користи. Во развиениот свет, од персонален данок скоро 90% се сливаат во касата на локалната самоуправа. А данокот на ДДВ минимум 50% мора да иде во локалната самоуправа. Кај нас, нажалост, 100% се е на ниво
0,1, 0,2 до 1% максимално од тоа што буквално луѓето го плаќаат и ставаме да не биде стопан и во локалната самоуправа централната власт. Тоа е неспојиво. Тоа е нешто антиевропска, антинапредно. Затоа очекувам дека со новите процеси кои што треба да завладеат, објективно ние го очекувавме овие промени подолг период дека ќе настапат и се чувствува една мала раздвижност меѓу популацијата во Република Македонија дека сепак ќе трнеме на добро. Меѓутоа, тоа добро ќе не чека утре, во оној момент кој ќе преземе одредени операции, кои што навистина не само на папир, туку и де факто ќе го потврдат тоа на лице место. Велам, не може градот Скопје во моје време кога јас бев градоначелник да има понизок буџет од буџетот на град Загреб, кој што го утврдуваше само за помош на спортот во градот Загреб. Тоа е веќе не... Јас, кога градоначелник, никој пат не се ослонував на централната власт, ниту сакав. Така, кога веќе повторно зборуваме за вашиот мандат како градоначелник, се чини дека неизбежно е да го споменам и кермес, една болка на старите скопјани. Покренавте жалбена постапка, што се случи? Има ли се уште надеж за обновување на ова или докаде стигна тој процес? Видете, вака кермес кога го купив со голема љубов. Сакав да го направам нешто што не наликува како палата Лихтенштајн во Виена. Тоа е прекрасно здание во кое што одишува во самата природа. Значи, не направен објект кој што ќе му дадеше една убава димензија на градскиот парк и на луѓето кои што беа посетители на тоа култно место. Верувате ми, ми убија желбата за кермес. 12 години кермес со платени комунали, добиена претходно маркица. Денеска виси 2 сантима над објектот кој што почна да гради. Се уште маркицата не е вратена. Иако се проминеа и од власта на ВМРО и дојде другата власт, нажалост, со прст не се мрдна кон решавањето на тоа прашање. Очекувам дека правдата на крајот ќе победи, меѓутоа кога тоа ќе се случи, верувате ми, уморен сум веќе на тоа. Добро, со ова прашање можам да го заокружам политичкиот дел, да го заокружиме, особено овој околу случувањата во град Скопје и изборите. Имам уште некој прашање од аспект на економскиот дел во однос на претходната влада која воведе слободни економски зони. Не знам каков е вашиот став околу ова прашање, дали треба да... Ние не можеме да го маргинализираме тоа што некој инвестирал со повеќе од деценија. Јас кога мене би ме прашале за слободни индустријски зони, ја би бил на почетокот против. Меѓутоа, тука се фрлени огромни пари, навлечени се одредени инвеститори и мора да се води паметна политика. Оваа власт не велам да треба да ги затвара слободните зони, туку евентуално да ги прилагоди по некој терк кој што ќе одговарат на развиените економии. Денеска слободна зона вие имате во една Полска исто така, во една Чешка имате. Али на кој принцип тие функционираат? Функционираат на одредени бенефиции кои што се даваат на тие инвеститори, меѓутоа не до дарска инвестиции, во кои што мора да има некоја мерка на тој план. Значи, во поглед слободните зони, тој процес мора да се канализира по теркот на некои западноевропски економии, кај што се пасивни краишта да се забрза економскиот и индустријскиот развој, али не по цена на само себе уништување. Мора да имаме некоја цена во која цена ќе платиме, али не да самите себе си се заколеме. Второ, од бившата власт, морам да кажам дека новата власт најавува прогресивни даночни политики. Така, тоа ми е следното прашање, како ја оценувате оваа намера за воведување на прогресивен данок? Ние не сме некоја земја која што има голема култура, даночна култура. Сметам дека единствено нешто што на бившата власт им признава тоа дефинитивно го дисциплинира местото и улогата на одговорност према управата за јавни приходи. И второ што го донесува законот за рамен данок. Тоа е наједноставен закон кој што за нашата популација и најприфатлив е. Владата како ќе одлучи, тоа е нивна работа. Меѓутоа, при стапки кои што се прогресивни, тука може да се употребат многу и дури да се злоупотребат тие стапки во кои што
Капиталот може да седне да најде начин како тој пак да си го земе профитот, меѓутоа ќе најде форма. Затоа, по мене, рамниот данок се уште не е време за негово менување. Не е време. Тоа е мојот став. Може би грешам. Јас велам, сепак тие ќе си направат собствени анализи, кој ќе биде приходот, кој ќе биде позитивната страна, негативната, бидејќи објективно при такви стапки, прогресивни даноци, делот капиталот ќе почне да нема да покажува толкава добивка, бидејќи ќе најде начини, модуси како тие работи, тие средства да ги пренамени за други намени со цел да не прати толку голема добивка на крај крајва. Тие офшор зони кои што денеска постојат во светот, тие постојат поради точно ниските даночни стапки. Тоа е фактот. Господине Костовски, дали размислувате за ваш поактивен ангажман во политиката? Па мислам дека јавноста знае дека ја политички не сум обоен, меѓутоа политички сум присутен. Мојата желба да оваа наша убава татковина, оваа наша убава Македонија биде навистина едно прекрасно катче на Балканот. Ја прво не се срамам да кажам дека јас сум балканец. Прво македонец, второ балканец. Балканот цел свет го доживува како едно трусно подречје. Зашто да не можеме да докажем дека Балканот може да биде најубавото подречје? Бидејќи навистина имаме се што може, што природата ни дала. Клима прекрасна, планини, пасишта, води, риба, дивеч, зарзава, воштие, се. Ние само трошка да прекинеме со тие воинствени реторики, со тие војни овдека, да завладе мирот и дефинитивно диалогот мора да постои меѓу нас. Сите ние го делиме овој Балкан или овој регион. Ние, македонците, албанците, грците, бугарите, србите. Тоа е нашата татковина. Господине Костовски, ви благодарам што прифативте да бидете дел од интервјуто на Макфакс. Со задоволство ми беше, бидете поздравени исто.